И за самиот крај од емисијата ни пристигна председателот од Занечиската комора, и тоа директно од Куманово. Добро утро за Агрон Фазли. Добро утро и за вас. Добро ни дојдовте. Ви благодариме што тргнавте на пат за ова утро да поразговараме за маките на занечиите и за еден голем повод, а тоа е што наскоро организирате саем. Многу наскоро, ќе зборуваме за него подоцна. Јас вака би започнала. Со оглед на тоа што занаетите и занаечиите не само што се во фокусот на вашето внимание и интерес, туку вие како комора буквално постоите за нив. Да. И затоа, ајде да почнеме од занаетите, зошто се тие толку значени за нас? Притоа не само за занаечиите, туку за секој еден од нас. Па, јас би почнал со овој говор и со ова изрека дека се околу нас занечиство. И заради тоа има потреба не само државата и општеството за нечиството. До сега, пред нашето доаѓање, бидејќи јас сум и национален председател, комората постоела, но мора да кажеме дека занечиството не се само старите занаети. Обично прво помислуваме на нив, така? Да, тоа беше филозофијата и токму така се почитуваше и комората и немаше значење. Но со закон за занечиство од 2015 година кој е хармонизиран со европските закони, исти закони имаме и со Република Словенија, Хрватска и со Германија, ние занечиството се претега претежно од градежништво се до туризмот. Што сакам да кажем со ова? Значи, во занечиство спаѓаат и плочкари, електричари, автомеханичар, пекар, кога стануваме наутро да одиме на работа, мирисот на пекарот ни овозможува фризери, козметичари, бербери. Дури преведувачи мислам дека спаѓаат. Значи, беа ставени и таксистите од 2008 година, но претежно и IT секторот беше ставен во законот за занечиство, но претежно го прочистевме тоа и имаме 130 шифри на дејноста. Зошто е значено? Затоа што создаваме работна сила, с која што во моментот во нашата држава недостасува во овој аспект, а тоа е дека ние се спремаме да увезуваме работна сила, а од другата страна ние имаме 100.000 невработени во Заводот за вработување и така да преку квалификација, доквалификација можеме нашите луѓе што барат работа во нашата држава во Македонија да ги приначиме и да ги насочиме кон соодветните места за да може да имаме работна сила. Фали секој занаечија во Македонија. Значи семејството, едно семејство, една куќа си бара да има занаечиство, бидејќи не ги поправуваат нели и плочките, ни фарбат, значи кај нас и молерите спаѓаат и сите тие дејности кои што се потребни за да можеме ние да живееме, да функционираме. Токму затоа ние како комора даваме се од себе и со институциите, и со владата, и со локалната самоуправа да дадеме значење за работниците, за занечиството, бидејќи занает е поим за професија. Значи, да дадеме значење, само целта е да и младите се чувствуваат равноправно со сите други професии, за да можат да ги прифатат овие занаети и за да можеме да имаме квалитетна, едукативна, професионална работна сила во нашата држава. Да, постои една парола што честопати се повторува тоа, нели, дека најуспешни бизниси се семејните бизниси. Да. Сега што се случува со тој семен бизнис или семен занает кога веќе младите не се заинтересирани за него? Од низа причини, некои оправдани, некои не. Тука фалеше почита. 30 години ние за жал не креираме многу факултети, многу економисти. Јас сум го рекол и тоа дека секогаш ги слушаме, ја слушаме политика дека оди главата под наводници ни бега во странство, но нас ни избега и рацете. Ако немаме раце, ако немаме квалитетна работна сила, ние немаме со што да се храниме. Токму семејните бизниси и малските дуќани и локалната економија ја гради
целокупната економија во нашата држава. Ако имаме јака локална економија, ние имаме јака локална економија во склоп на државата. 90% од микро-малите бизниси, зборувам претежно за занаетчества, вработуваат повеќе луѓе и 90% од нашата држава се состои од токму тие мали микробизниси и фамилиарни бизниси. Само 1,2% е индустрија во нашата држава, која и во таа индустрија, да побараме сега 100 заварувачи, не може да се најде во нашата татковина 100 заварувачи за некоја си странска инвестиција што би ни дошла во нашата држава. Затоа, за прв пат во државата, новата власт, мора да го кажам тоа, дека го покрена прагот за младите кои ќе аплицираат за самовработувањето и таа мерка ја користат дури 80% од занаетчиите да добиват по 10.000 евра, односно двајца ако се спојат да добиват 20.000 евра, за да можат да почнат свој бизнис и да имат просперитет, бидејќи со толку средства можат скомодно да го започнат, но наидуват и на нелојална конкуренција. Мора да бидат мора државата да има стратегија како да ја сузбива нелојалната конкуренција, сивата економија, која за жал по милиарда евра ни ги губи годишно, и да ги почитува младите и да им дава соодветно место, се со цел да можат да се чувствуваат равноправно со другите професии и да ги задржат или да отворат нови бизниси и да запослуват и луѓе. Веќе од оној момент кога ќе одлучиш како млад човек да отвориш свој бизнис овде, веќе нема да размислуваш за заминување во странство, претпоставувам, така? На тој начин ќе се задржат младите овде? Да, бидејќи ќе се задржат младите овде, ние како комора сме дали конкретни примери како треба да се задржат, бидејќи има и циклус кој 2 години отварат фирми, па затварат, па ги злоупотребуваат мерките на владата, односно на институциите. Ние даваме пример како докторите специјалисти што го плаќа државата кај нив за специализација, ги условува со 8 години работа во таа институција. Така да ние мора да најдеме соодветни начини како да ги задржиме младите и ако успеат, веќе ако паат 5 години стаж, работен стаж во таа фирма, секогаш ќе останат тука и ќе вработуваат луѓе, но и ќе ги користат мерките од државата, но тие мерки мора да се стимулативни, да има повеќе средства во тие мерки, зашто имаме закон за практиканство, каде што се дават мали средства. Ние како комора бараме дополнителни средства, се со цел да не да ги намамиме, него да ги привлечиме младите да се фаќат за такви работи, за таков занает, бидејќи моментално секој занает има бенефиции и може да просперира во нашата држава, бидејќи се дефицитарни. Дури и маничарите се дефицитарни во нашата држава. Вие и ние гледаме дека мора да се јавиме кај маничар, да ставиме термин, а тој термин ќе ни биде или после една недела или после 10 дена за поправување на... Ако имаме среќа или врски. Значи, стана како кај медицината за жал, дека треба да најдеме врски сега и кај маесторот да ја однесеме колата, или пак поправка на клима, или пак поправка на апаратите, домашни апарати, така бела техника, така да ние имаме многу работа, треба да имаме вистинска стратегија со владата, за да можеме да просперираме во овој аспект. Претпоставувам дека во рамките или пак покрај неа, ќе кажете вие, во однос на таа соработка со владата, е неопходна таа соработка и со образовните институции. Да. Токму околу на кои кадри треба да се насочи повеќе внимание да се насочат на одредени дејности. По прв пат во нашата држава гимназијата останува помалку ученици од средните стручните училишта. Што не беше претходно. Што не беше претходно. Така да тоа е само за тоа што државата субвенцира ученици и дава по 3000 денари
кој ќе оди во практична, односно на средностручно училиште. Ние покрај тоа даваме смерови кои може да бидат какви предмети може да учат децата, се со цел да имаме добра работна сила и готов продукт за пазарот на трудот. Но, кажав, ни фалат сите дејности. Така да државата мора да смислува стратегија за да можат сите овие, бидејќи и децата не е се до телефоните. Општеството веќе е хипнотизирано од телефоните и младите претежно, ние мора да уште од пред школската возраст, од градинките, да почнеме да ги учиме децата во работа, во сораци, да направите со своите и така ни е идејата и така ни е програмата во иднина, заедно со стручната служба, со извршната директорка правиме стратегија и со управниот одбор дека од градинка мора да ги научиме децата да прават своји продукти, да креират нешто за да можат да ги насочиме кон средните стручните образованија и да го земеме моделот од Швајцарија, бидејќи не секој може да биде политичар, не секој може да биде адвокат, но да им кажеме дека истата е таа вредност како професијата адвокат и така професијата што ќе ја одберат занаетот за да можат да ги прифатат деца. А секој човек некој талент има во себе, за нешто мора да го бива, така? Да. Само да се открие тоа. Само кај нас, за жал, иста генерација, мислам дека сме, само кај нас... Не, јас сум помлада, секој женски да се помлади, да. Помлада сте. Секогаш кај нас, тоа е дефект на нашето општество, дека бараме од нашите деца да имат сите оценки, да ги имат петки. Не е тоа во ред. Ние мора да се насочиме да ги земеме системот од Швајцарија и токму швајцарската амбасада го потикна проектот за практично дуалното образование и тоа имаше ефект и верувам дека ќе продолжи тој ефект и верувам дека, но тука има меч со две острици, бидејќи 50% од учениците што запишуваат средно стручно образование веднаш наидуваат на диплома која што ќе се признава во Република, односно во Германија и каде што претежно гледаме дека од тие деца и ја напуштат државата, така да стратегија мора да има за да ги... Е своевидна злоупотреба, нели? Да. Зашто тамошната едукација би чинила многу за разлика од овде. Ние зборуваме за системот, секогаш зборуваме за поправка или веќе да го поправиме системот, верувам дека конечно ќе почнеме да го поправиме системот, да ги задржиме нашите деца тука, да стварат, бидејќи и таму не се добри услови. Ние како комора даваме примери дека поисплатливо е да работите и да креирате во нашата држава, него да одите во странство, бидејќи не е многу разликата за тоа што кажав... кој ќе се преброи се, не е многу разликата за тоа што во твојата земја, во твојата татковина, во твоето семејство, твојата градче можеш да просперираш за тоа што е дефицитарно секој занаед. За самиот крај, уште да го споменеме секако и главниот повед, тоа е саемот. Колку што разбрав, ќе се организира во Куманово, така? Да. Кој ќе учествува прво и второ, што ќе можат посетителите да видат таму? Саемот не се одржува само ова година. Саем во Куманово, прва општина, почна да ги субвенционира старите занаети, каде што по пример на општина Куманово и Скопје, градот Скопје субвенционираше стари занаети, но не во ваква форма. И општина Охрид. Саемот ќе биде микро, мали и занаечиства, микро, мали семејни бизниси што го говоревме тоа и ќе можат да видат рачни изработени работи, иновација од старите во новите занаети. Посетителите и штандовите и сето тоа е
покровителство на градот Куманово, на општина Куманово, на нашиот градоначалник. И таа соработка е нужна секако. Јас сум член на ЛЕС, Локален економски социјален совет во Куманово, така да со ЛЕР, Локален економски развој, ние веќе 4-та година организираме, но сега за да појасниме, има интерес од цела Македонија. Значи нема да бидат само за нечиите и микромалите фирми само од Куманово, него ќе имаме и од Скопје, ќе имаме и од другите градови, Гостивар, Охрид, и Свети Николе, Штип и Прилеп, затоа што недостасува во нашата држава промовирање, промоција, истакнување на тие занаити и дадење почит, да имат вредност. Така да посетителите можат покрај тоа, бидејќи можат и да дегустират нивни производи, можат да пробат, зашто поевтини ќе бидат во тој саем, и саемот ќе биде отворен еднодневен саем, но со намера ние овој саем и веќе да почнеме да размислиме дека саемите даваат можност за промоција и за иновација и за подобрување на нивните работи, каде што во иднина планираме со државата за волја на вистината, мора да го кажем ова, бидејќи од 2008 година до 2013 година, тогашно време имаше денови на занаичиство, каде што ги спонзорираше тогашната влада, така да тоа беше многу добар повод и добро треба да се преземе, да имаме денови на занаичество, организирани на национален саем, но зошто да не и меѓународен саем, за да можеме и нашата култура, традиција, бидејќи старите занаити носат историја во себе. Еден грчар што работи во нашата општина е 4-та генерација грмчари, кој што никој не може да ни го оспори и идентитетот, и креативноста, и работата на тој грмчар, и така да ние да покажеме, бидејќи занаичите не само што учествувале во создавањето на ова наша држава. Имаме паднати занаичи за ослободување, дали од Втора светска војна, дали во Крушевска република, сите биле носители занаичи и учители. Така да мора да дадеме значење и културно, и историско, и почитување, и да ги оформиме, односно да ги прилагодиме кон пазарот, што веќе е нов пазар, нов тренд. Странците тоа го знаат. Тие веднаш штом дојдат, одат во чаршија, без разлика во кој град е чаршијата. Чаршија без занаети, занаечи не е чаршија. Така што треба и ние така да ги почитуваме. Јас многу ви благодарам, но премногу вешто оратор сте и знам дека можеме уште час време да зборуваме. Толку ни е времето. Ви посакувам успешен саем, само датумот не го споменавте. Утре е саемот, ги поканувам сите кои сака да бесплатен е саемот, и за неечиите, и за вратите се широки, како кај сите наши семејства, ние сме предпознатливи со тоа. Поведете бурум во Куманово, ќе ве услужиме и ќе ве чекаме со расширени раце, и градоначалникот, и локалната самоуправа, и јас како председател, и целиот управен одбор, национален, дали регионален, поведете саемот отворен, имате што да видите. Секако и од името на гледачите ви благодарам на оваа покана.